Почитувани граѓани, денеска слушаме барања нешто да се правело на ист начин на кој што се правело и пред 2 години, пред 4, пред 6, и апели никој никого да не му го одземал правото за збор. Пазете, тоа го зборуваат представници на единствената партија, која со секоја промена на деловникот ги кратеше можностите за зборување во парламентот. Ги скрати на 10 минути, ги скрати дискусиите во комисија, ги скрати процедурите за носење на буџет, и сега вие ќе зборувате дека сакате да ја поттикнете дебатата. Па дајте, луѓево, имаат и меморија, новинарите имаат и снимки, и граѓаните памтат дека последниот пат кога бевте нестрпливи, со полиција изфрлавте од овдека прво новинари, а потоа и пратеници. И да, човекот кој денеска го крши деловникот е единствениот во поновата македонска историја која согласно меѓународен суд го прекршил уставот, го прекршил овој деловник, прекршил меѓународни норми. Меѓутоа, јас сакам уште еднаш да повторам дека одбивањето да се стави легитимен согласно член во деловникот предлог на гласање е узурпација на оваа фотелја. Ама функциите не се фотели. Функциите се обврска и одговорност. И секој од нас таа обврска и одговорност ја има. Уште додека дискутиравме, дојде уште една порака од Брисел, од човек исто така од вашата сестринска партија, Европска народна партија. Знаете што вели Европската комисија под раководство во делот на проширување на комесарот Хан, кој е подпредседател на ИПП? Вели да се избере председател на собранието без одлагање. Па 7 дена беше на Малта, не знам колку беше Груевски. И после тоа пораката е избор на председател. Еве уште една изјава, не знам дали ја следевте. Исто така од член на Европската народна партија, ваши довчерашни сојузници. Ги снимавте на спотови, велевте Македонија треба да го прави ова, затоа што еве и европскиот свет тоа ни го порачува. Пазите што порача Кукан, член на Европската народна партија. Парламентот треба да почне да работи според нормални процедури. Луѓе, после Туск, значи во моментов собранието не работи по нормални процедури. А знаете кој ги прави процедурите? Тој кој ја узурпира позицијата председавач. Еден човек ве повикува на здрав разум. Друг човек ви вели нормални процедури, луѓе. Само ќе ве подсетам, ако веќе се враќате назад, во 2006 година оваа седница почнала во 11, имало пауза од 1 час и завршила во 1 часот и 15 минути. Луѓе мои, јас со сите критики кои што сум ги упатувала до ВМРО ДПМН, некој да ме прашал дека оваа партија толку не знае да губи, јас немаше да му поверувам. Дајте, соберете малку доблес, свртете им го грбот на тие криминалци кои ви го диктираат темпото и дајте и на Македонија да оди понатаму.